Здраво, Ваги, добро дојдовте и ајде да видиме што носи декември за вас. Подсетувам, ова се генерални тарот предвидувања, не се лични, затоа не може се што ќе чуете овде сите исто да го доживеете или во ист временски период. Затоа, некој од вас можеби ништо нема да ви значи пораката, не е за вас, а некој од вас можеби пак ќе ги доживеете нештата подоцна, не значи дека во декември. Ние ќе се фокусираме сега за декември. Јас она што сакам е само вие да си ги препознаете пораките, да ги толкувате како што треба и да ви бидат од корист. Пред да започнеме, доколку ви се допаѓа сето ова, се разбира, лекувајте, споделувајте, можеби некоја порака треба до некој друг да стигне, споделувајте побрзо да се шират и претплатете се, станете дел од каналов, од сето ова, тоа нам навистина многу не значи. Ајде сега да видиме декември што носи за вагите. Некој од вас не може да се ослободат од нешто што се случило во минатото. Тоа нешто, значи, буквално се може да биде, меѓутоа тоа е завршено. Тоа веќе не се повторува. Оно што се повторува е вашето навраќање кон нештото. Не можете да не се навраќате затоа што вие имате некаков спомен од тоа минато. Вие имате некаков нешто, дури некој од вас и држите нешто во рацете, го гледате и се навраќате на спомените, на нешто што се случило порано, нешто што се случило во минатото. Имате вие некакво наследство од сето ова, наследство под наводници, нешто останало. Да, додека траело, убаво било, се било во ред, меѓутоа тоа завршено е. Тука веќе нема ништо, дошол крајот на таа работа, но вам ви останало нешто од тоа, нешто во наследство. Држите нешто, имате нешто во вашиот живот што останало и што секогаш кога ќе го погледнете ве потсетува на тоа време кога работите биле добри. Можеби во минатото сте постигале некаков баланс, затоа што сте имале некаква подкрепа од некој. Сега се чувствувате дека сте сами. И ова не е само чувство, туку ова е на некој начин вие така се однесувате и така се одвиваат и работите. Вие буквално сте се изолирале, вие сте во изолација и сакате сами да бидете низ сето ова. Можеби некој од вас сакате сами да ја пронајдете вистината, можеби некој од вас сакате сами да го пронајдете одговорот. Како и да е, ова карта представува некој, тоа некој сте вие, кој сака да се изолира, да ги побара одговорите во себе, во тишината, во самотијата или да лечите некакви рани. Но тоа не ви носи нешто, некако не ви помага ова што сакате вие да се изолирате. Не ви помага затоа што внатре длабоко во вас имате потреба нешто некаде да споделите, нешто да кажете, нешто гласно со некого, на некого да кажете, или пак да поразговарате со некој за проблемиве, за ова што ви тежи, за ова што сите на поинаков начин некако го доживувате, имате некој внатрешно во себе конфликт, некој од вас сакате да се повлечете, а внатре во вас нешто гласно зборува дека мора да споделите, не можете сами. Некој од вас пак барате само нови некои начини како да пронајдете, можеби во исто во ова што ве мачи, веќе сте изгубиле задоволство, не чувствувате радост, не ве исполнува и почнувате нешто одново, а сепак исто, можеби на истава тема, и почнувате нешто одново почнувате, како, знаете, кога нешто правиме да ги тргнеме мислите или пак со надеж дека овој пат ќе успее, меѓутоа ниту едно не е довршено од претходните, ништо не е завршено.
Само почнал, овој пат ова ќе профункционира, овој пат. Може би за некои од вас работи и за здравието. Некои нови наоѓате начини, методи на лечење, лекови, и не завршувате со претходната терапија, и постојано ново почнувате и не можете да целосно да се ослободите од проблемот. А некој од вас кажав, сакате сами и без помош да одите во сето ова, така не сакате вие, туку така некако подсвесно делувате дека сами сте во ова и нема никој тука. Ве чека многу работа во ова нешто, нема да заврши ова така едноставно, лесно или пак ве чека многу работа, затоа што вие мислите дека сте сами, не сте сами, имате многу луѓе околу вас, можеби и семејството, можеби пријателите, значи имате луѓе околу вас. Меѓутоа, кога и да сте окружени со луѓе, вие се чувствувате осамено. Вие можеби внатре, во вашата душа чувствувате осаменост, самотија. Без разлика на физичкото присуство на другите околу вас, вие мислите дека сте сами и осамени. Така се чувствувате. Потребна ќе ви биде во декември многу сила да и ќе вложувате многу сила како да одглумите дека се е во ред, уживате и во друштвото, и во присуството на другите, дека се е во ред со вас, со вашата внатрешна состојба, надворешна, физичка, психичка, каква и да е, но длабоко во вас вие сепак тагувате по нешто. Тагувате по некоја мината состојба и тоа е тоа, не можете да се ослободите во декември. Но јас овде гледам дека нешто ќе се случи крајот на декември, можеби понатаму, која ќе биде некаков повик. Вие или ќе мора да излезете од оваа состојба, или самите ќе се потрудите да излезете, или пак некој ќе подаде рака, ќе ви помогне и едноставно ќе разбуди во вас некое чувство дека од оваа состојба треба да се излезе, завршено е, минато е, крај. А ако се работеше нешто во поглед на здравието, тоаш ќе дојде нешто, ќе се случи нешто, можеби ќе профункционира некаква терапија, некој лек или нешто друго во вашето ментално здравје, ќе се случи тој момент кога ќе сватите дека ова е завршено толку, не вреди никакво навраќање, сега вие мора да влезете во нова фаза од вашиот живот, да си ги соберете силите и да започнете одново. Некои други од вас вагите, во моменти на очај сте донеле некаква одлука. Ова е голема одлука, драстична одлука, големи промени. Меѓутоа, кажав, ова вие сами сте го донеле како одлука и сте го направиле. Сега некој од вас сте го направиле, а некој од вас пак ова ќе се случува во декември или понатаму. И сте донеле одлука некое поглавје од вашиот живот да заврши. Вие затварате некое поглавје, затворате некоја етапа и фаза од вашиот живот и крај. Тука веќе враќање нема, ова конечно е затворено, не може да се отвори повеќе ова поглавје. И сега што се случува? Сега се случува моментот кога вие ќе треба да се прилагодите на ова новото. Значи, за било што може да се работи, може некој од вас ќе промените местото на живење, може некој од вас промените домот, соседството, средината, некој од вас работата и затоа е тешко сега да се прилагодите. Не е тешко, меѓутоа вам ви е тешко затоа што вие не сте се ослободиле од претходните чувства на очај, на разочарување, на чувство на немаштија, на чувство на недостаток. И не сте се ослободиле, не сте ги залечиле раните, туку едноставно од нигде само сте завршили и сте влегле во ново поглавје.
И токму заради тоа е тешко, затоа што вие може променивте некои нешта, меѓутоа вие не сте го промениле менталитетот, вие не сте ги промениле мислите. Вие најпрво треба да ги промените мислите, треба да се промените вие ментално, психички и на секој може начин кој е потребен во вашиот случај, за да почнете да ги доживувате работите поинаку, затоа што ниту една промена нема да направи натрешна промена, ниту една надворешна промена, физичка промена нема да направи промена во вашиот дух, во вашата психа, во вашата душа, ако вие не почнете поинаку да ги доживувате работите. И тоа ќе биде во декември, тоа ќе се случува, ќе мора да се прилагодувате на ова новова. Меѓутоа кажав, прилагодувањата треба да се однесуваат само на вас, на вашиот менталитет. Некои други ваги, туку сите оние ваги кои периодов, зимава, декември, ќе стапат во брак, ќе склучат некакви договори, ќе влезат во некакво партнерство, ќе отпочнат нешто ново, но големо во животот. Ќе започнат нов бизнис, што и да е, меѓутоа ова бара партнерство. Значи, поракава за тие кои влегуваат во ново со некој друг, како што е бракот и сите други работи каде што е потребно партнерство. Сите вие кои ќе го правите тоа во декември, да знаете дека тоа е одличен период и ова ќе донесе многу голем успех, радост, среќа, задоволство, што и да треба да донесе во вашиот живот ќе го донесе, што и да треба убаво да донесе ќе го донесе и ќе го донесе уште поубаво отколку што го очекувате. Затоа и вие што се колебате, што се двоумите, дали да влезете во брак, периодов, дали да склучите брак, партнерство, договори и да отпочнете нешто големо, ова е одличен, идеален период, затоа што иднината на ова што ќе го направите сега е сјајна. Други од вас, вагите, и не само вагите, ми се чини дека во половината од знаците кои досега ги завршив, го сретнав ова, дека некој некаде заминува, ја напушта буквално и државата, меѓутоа по работа. Не знам зашто кај многу од знаци да се појавува, може би вие некој подзнак сте, пак поракава и таму може да ја сретнете. Како и да е, и кај вас е кога гледам тоа, заминувате некаде, некој од вас вагите заминувате некаде, меѓутоа ова е заминување на многу подалеку, не заминувате во соседниот град или населба или не знам што, ова е напуштање на државата и одите некаде по работа и она што сега вие не го знаете, а треба да го знаете, е дека таму ќе доживеете успех. Бидете сигурни во тоа. Колку и сега да ве плашат промените, зашто промени изгледа доаѓаат кај сите вас вагите, колку и да ве плашат, не се грижете, исходот на сите овие нешта е многу убав. И тоа е тоа што можам да ви кажам за сега. Се надевам уживавте. До следното. Чао.